Кога и како е правилно да се носи заштитна маска? Недостигот на средства за заштита во овој период е причината зошто маските треба паметно и правилно да се користат од страна на лицата на кои тоа им е најпотребно. Лекарот по општа медицина доктор Тимосије Јовановски вели дека примарно тоа се здравствените работници и болните лица од COVID-19. Маските заштитуваат само кога се користат правилно и во комбинација со хигиена на рацете и други заштитни мерки. Ако немате респираторни симптоми како течење на носот, кашлица и треска, не е потребно да носите маска. Носењето маска создава лажно чувство на заштита и дури може да биде извор на инфекција ако не се користи правилно. Маски единствено треба да користат здравствените работници, луѓе што пружаат грижа на болни заболени од COVID-19 и луѓе што имаат респираторни симптоми и се заболени од COVID-19. Кој е правилниот начин за користење на маските? Пред да се искористи маската, рацете се мијат со дезинфициенс или со вода и сапун. Маската се прегледува дали има дупки или растргнувања, се идентификува страната на маската која што треба да го допира лицето, тоа е обично белата страна. Исто така, на едниот рап постои медален сегмент што треба да налегнува на носот и да биде свртен нагоре. Потоа се става маската така што целосно ќе ги препокрива носот, устата и брадата. Немојте да ја допирате маската на дворешната страна додека ја носите. Ако случајно ја допрете, веднаш измите ги рацете со сапун и вода или со дезинфициенс. Маската се собликува со отстранување на еластичните врвци од ушите со најголемо внимание да не се допре предниот дел од маската со рацете или лицето. Држете ја што подалеку од лицето и веднаш фрлете ја во соодветна канта за отпадоци со капак. Веднаш измијте ги рацете. Маските се за една употреба и маската се менува кога ќе стане влажна. Запомнете, најдобрата заштита од COVID-19 е социјалното оддалечување и ограничување контактите, како и редовно мење на рацете со вода и сапун или дезинфициенс. Ако се соочите со респираторни симптоми како кашлица, болка во грлото, течење на нос и треска, препораките се да се јавите на вашиот лекар за совет, без да посетувате амбуланти. Доктор Тимосије додава дека прегледот прво треба да се закаже преку телефон. Доколку со закажан преглед одите на лекар, продолжете со почитување на препораките, што помалку допирајте работни површини, измијте ги рацете со сапун и вода или дезинфициенс пред да влезете на прегледот, но и откако ќе завршите со истиот, додава доктор Јовановски.